Добро вечер на сите, драги присутни, што и вечерва дојдовте да бидеме дел од овие случувања, да размислуваме и да зборуваме и за здравјето, но и за духовните потреби. Денес имавме убав, топол ноемврски ден и верувам дека со позитивни мисли го искористивме, односно го поминавме овој ден денешен. Би сакал вечерва да нешто ви подарам. Овде имам 3 прекрасни книги. Меѓутоа, размислував како да дојдат до вас и кој треба да ги добие. Еве ќе поставам едно прашање. Кој од вас, кои сте присутни овде, за време на оваа серија на предавања имаше или ќе има роден ден? Има ли такви? Значи, од 14 до 21, дали некој имаше или ќе има роден ден? Кренете рака. Добро, еден. Има ли уште други? Добро. Дали некој од вас од 1 ноември па до денеска имаше роден ден? Добро, уште една рака. А до крајот на месецот ќе има ли уште такви? И вие имавте? Добро, ајде дојдете вамо да ви ги дадам овие три книги. Патот кон Христа, Победник на смртта и Нашата планета пред славната иднина. Одбери си, бидејќи прва, да види која сакаш. Тешко се да одлучиш. Добро. Ајде, еве и за одбери си. И за тебе остана Патот кон Христа. Добро. Вечера сме овде собрани со цел да ја откриеме и 8-та алка во овој синџир од 9 предавања. Еве, полека сме веќе на половина пат, се качувавме 1, 2, 3, 4, 5 и полека ќе почнеме да се симнуваме надолу до последното предавање во сабота навечер. Синоќа, вие кои бевте, верувам се сеќавате дека зборувавме за Бог кој зборува со нашиот јазик. И рековме дека Бог ги сака сите луѓе. Бог не прави разлика. Едноставно, Божјата благодат зрачи, како сонцето што зрачи секојдневно. Библијата вели дека сонцето свети и за добрите, и за оние другите. Значи, Господ дава дожд и за едните, и за другите. Така да, еве, вечерва ќе одиме еден чекор понатаму и ќе проследиме темата Спасител на сите луѓе. Ние досега, врз основа на Библијата, откривме дека централна фигура или централна личност во Светото писмо и создател на оваа планета е Исус Христос. Тој само не е спасител, туку едноставно може да кажеме, оној кој се наоѓа во неволја, тој им помага. И не видовме како израелците патувале низ пустињата кон ветената земја, 40 години Бог ги водил чекор по чекор, им давал вода, им давал сонце, но ќе ги штител од змиите, од непријателите. И рековме дека Бог има решение и за нашите денешни проблеми. Како ќе разбереме улогата на Исус Христос почитувани? Еве еден пример на почетокот. Преку овој пример можеби само донекаде ќе ја доближиме Божјата милост, која секојдневно се залага за тебе и за мене. Во Русија, на 28 март 2012 година, мајорот по име Сергеј Солнечников во војната база во близина на градот Белогорска повел едноставно група на своји војници. Ете, били сме во војска, имаме десетар или некој одговорен и младите војници ги учи како се фрла бомба, како се репетира оружје, како се расклопува, како се склопува и така натаму. Овој човек, овој мајор, Сергеј, имал своја група на војници и ги повел на вежба. Едноставно, вежбале фрлање на бомби. Знаете, постои одредена техника. Не може секој да фрли бомба, ако не знае. Значи, има осигурач кој треба да се отвори и за неколку секунди мора да се фрли бомбата, инаку ќе биде опасно за самиот војник. Така да, овој мајор ги вежбал своите војници. И така додека дошол ред на еден од војниците, бомбата му паднала од раце, а веќе како се вели, осигурачот веќе бил изваден. Не можел доволно силно да ја фрли што подалеку од групата на војници каде се наоѓале. Се одвивало
со брзина на светлост. Уште само неколку секунди и бомбата ќе експлодира и ќе умрат десетини војници. Мајорот Солнечников, без многу размислување, се фрлил со своето тело врз бомбата и со своето тело ја запрел разорната сила на самата бомба. Посхумно, подоцна, му бил доделен медал на херој на Руската Федерација како најголем почит кон војно лице што може да го добие од државата во која се наоѓа. Неверојатно, почитувани, и денеска има луѓе, можеби на прсти ќе ги изброиме, луѓе кои се подготвени за некои други непознати да го дадат својот живот. Такви навистина се ретки, но ова слика за овој мајор нека биде само бледа слика за нашиот Спасител Исус Христос, кој го дал својот живот за тебе и за мене. Додека ги читаме записите во Библијата, може да се запрашаме што има врска тој Христос кој живеел пред 2000 и повеќе години со нас, генерација на луѓе кои живееме во овој 21 век. Наистина, што е тоа? Што не врзува? Што имаме ние врска со Христос кој таму живеел некаде во Палестина и наводно, како некои што велат, наводно го дал својот живот. Меѓутоа, ајде да видиме што вели апостол Павле. Апостол Павле не бил во групата на 12 апостоли. Тој малце подоцна го запознал Христа и станал еден од најголемите апостоли после тие 12 апостоли кои били со Христа. И еве што вели апостол Павле. Ви го предадов најнапред она што го бев и примил. Дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата и дека му се јави на Кифа и потоа на 12-те. После им се јави еднаш и на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи и до денес некои починаа. Павле овде објаснува дека немал прилика лично да разговара со Христа, како што тоа го имал Петар, Јован, Јаков и така натаму. Всушност, тој не го видел ни неговото раснување, бидејќи тогаш Павле следел друг пат, тој следел друга религија, друго размислување. Подоцна имал средба самиот Павле со Исус на патот за Дамаск. Иако не бил лично присутен на раснувањето самиот Павле, неговите браќа, како што тој вели, неговите браќа во Христа, апостолите кои биле очевици, му ги опишале најважните настани и затоа Павле е најголем писател во Новиот Завет. Скоро половина книги тој ги напишал. Има многу писма, многу посланија, зашто тој од очевици добил информации и ги преточил, ги запишал, денеска ние да ги имаме во Светото писмо. И затоа Павле вели овде, во овој текст што го предмалку читавме, Исус им се јави на повеќе од 500 луѓе. Знаете кога тоа се случило? Кога Христос заминал од ова планета. Исус не заминал со Боинг 747 или со хеликоптер или со некои други превозни средства, туку тој се вознел. Тој се вознел во присуство на стотици луѓе кои му мафтале со раката, додека облакот него зеде, вели, и замина горе на небото. И така ќе дојде Христос, затоа ќе зборуваме при крајот на оваа серија од предавања како ќе изгледа Христовото доаѓање. Меѓутоа, Павле потврдува дека им се јавил и на 500 браќа, од кои повеќето се живи и до денес, а некои почина. Значи, ова е пишувано некаде во првиот век. За време на Павлета тие биле се уште некои живи. Значи, директни сведоци на Павле му пренеле она што го виделе. Еден дождлив ден по магла, еден човек возел многу внимателно автомобил. Тој го возел својот автомобил по магистралниот пат, со прописна брзина. Но еден друг возач од спротивна страна се загледал лево-десно и едноставно сакал да се вклучи на тој магистрален пат и удара бочно, спротивно, значи, на овој човек кој внимавал на самото возење. Овој другиот возил со брзина од 90 км на час. Штом првиот возач кој бил удрен, дошол при себе си, излегол од својот автомобил и истрчал кон другиот автомобил да види дали е добар човекот кој се наоѓа внатре. Никој не бил повреден за среќа. Потоа возачот погледнал околу себе, дали има некој сведок, оној првиот возач, внимателниот. Поред густата магла
Никој не видел што се случило. Но отишол неколку метри подолу и на постојката видел една госпоѓа, една млада жена со мало бебе. И се приближил и ја прашал дали видела што се случи малце погоре. Таа позитивно потврдила. А човекот ја замолил да остане тука додека не дојде сообраќајната полиција да извршат увид, а таа да биде сведок на целиот настан. Жената одмавнала со рака и рекла: "Немојте, господине, да се лутите што не можам да останам. Детето ми е болно и штом пристигне автобусот, јас ке морам да заминам." Но жената извадила лист хартија и едноставно го дала на човекот својот број во случај ако дојде полиција, таа ќе дојде и ќе биде сведок. Човекот не бил многу расположен и благодарен што жената така постапила, меѓутоа во овој миг, овој разочаран возач климнал со главата на одобрување што жената сепак му дала број, а во своето срце тој си мислел и си верил, посакувал барем 500 луѓе да ја виделе несреќата која би можеле да ја објаснат на полицијата. И затоа апостол Павле, читавме, овој пример го поврзувам со изјавата на Павле. 500 луѓе се сведоци, не еден, не 5, не 100. 500 луѓе се сведоци кои го испратиле Христа горе на облаците. Всушност, Павле кога пишува за Христа, за неговата смрт, за погребот, за воскресението, тој се повикува на сведоштво на овие луѓе. Павле не измислува нешто од себе си, туку пренесува изјави, вистините и ги пишува на хартија, односно ги пишува во Библијата. И денеска ние можеме 100% да им веруваме на оваа Библија, на овој извештај дека е веродостоен. Навистина, да би ние поверувале, почитувани, на овие изјави, едноставно не мора да одеме на Голгота. Никој од нас не бил на Голгота во тоа време. Меѓутоа, многу настани во историјата се случиле, ние не сме биле сведоци, а веруваме. Еве ќе ви спомнам еден. Еве го. Дали веруваме дека постоеше Втора светска војна? Верувате ли дека била? Дали сте ја виделе тогаш? Колку гледам, нема тука старци од 80-90 години. Сите смине генерација малце подолу. Но дали веруваме? Врз основа на што веруваме? Постојат што? Записи. Постојат уште сведоци некои постари луѓе. И ние веруваме. Значи, едноставно, да се запрашаме. Ако победеше Германија во Втората светска војна, дали денеска ние би се вака собирале овде? Не. Кој јазик би зборувале денеска? Кој би управувал со нас? Значи, едноставно, условите би биле на друг начин. Но ние веруваме. Постојат учевици кои сведочат, постојат записи филмски. Историјата тоа го забележал. Значи, сега да не спомнувам и други примери во животот, кај што ние мора да ја покажеме нашата вера. Купувате вие леп наутро, го носите дома и го сечете и јадете. Верувате ли дека тој леп е здрав, дека нема отров? Дали бевте тамо во пекарницата кога се правеше ноќеска лебот? Не, ние го купуваме и со вера го потребуваме. Веруваме во тој продавач, во таа фирма дека произведува добар леп. Кој проверува од вас кога влегувате во автомобилот, во автобусот на вашиот компанија што е во градот и го прашувате шоферот: "Господине, спиевте синоќа доволно? Да не сте случајно пиен?" Дали така му постувате прашање? Не. Со вера влегувате на задното седиште кај свирачите и си дремете, така? Со потполна доверба дека шоферот ќе те однесе во Скопје или на твојата дестинација. Почитувани, постои една црначка песна, а вие знаете дека црнците, како луѓе, многу сакат да пеат. И тоа оние религиозни, духовни песни. Тие се надарени. Постои кај нив една песна која се вика: "Каде беше кога беше раснат нашиот Спасител? Дали го виде кога го расна?" Секако ние би одговориле со кој одговор? Не сме биле и не сме го виделе тој настан. Но одговорот на нив е: го видов, срцето ми воситува", како припев во нивната песна. Тие со своите песни ја изразуваат својата вера
своята љубов кон Спасителот. И затоа Јован запишал, она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своји очи. Јован му лежел на градите на Исуса, бил најмлад ученик. Тој живел најдолго после Христовото заминување. Сите починали апостоли, тој некаде околу 100 година од првиот век починал. Иако бил затворен на островот Патмос во Егејот, имал чудни доживувања, но Бог го сочувал и си умрел од природна смрт. Но тој запишал многу книги во Библијата. Еве што пише во неговото прво послание. Она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своји очи, што го наблюдувавме и што го опипа нашите раце за словото на животот. Знаете, еден од учениците не верувал дека Христос воскреснал. Исус морал да му даде прилика да го допре неговата рана, неговите ребра. Тоа беше апостолот Тома. И затоа Исус му вели: Тома, не веруваше, но сега верувај. Но блазе на оние кои не гледат, а верува. Тоа сме ние, таа генерација кои не гледаме. Не сме го виделе тоа раснување, но со очите на нашата вера ние го допираме Христа и го повикуваме во нашиот живот да биде тој водач. Вистина, еве што понатаму Јован вели: вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот. Вистина, каква привилегија имаме ние денеска, почитувани. Каква привилегија имаме што со вера можеме да го прифатиме Исуса Христа. Исус не вели да ако веруваме во Него, во Неговите ветувања, тогаш нема да дојдеме на суд. Ние ќе дојдеме на суд, но ќе бидеме оправдани. Зашто некој ќе се заложи за нас. Некој ќе рече: овој беше грешник, но се покаја и мојата правда го облече. Мојата крв, условно кажано, го чисти неговиот грев и неговиот живот. Со тоа Исус ни го отвара патот во вечниот живот. Но како денеска многу луѓе се однесуваат кон Христа? Некои со подсмев, некои велат тоа е легенда, некои велат тоа е митска личност, а една група на христијани му се молат, веруват и го очекуваат неговото второ враќање. Ова слика што ја гледате, еден мисионер посетил едно индијанско племе во Бразил, кои никогаш дотогаш не слушнале за Исуса. Знаете, постојат мисионери, луѓе кои одат во странски мисии и го носат Словото, ја носат Библијата на тие племења, на тие луѓе кои никогаш не знаат за христијанството и за Исуса Христа. И овој човек дошол, бил таму со цел да ги запознае со Библијата. Мисионерот пробал да ми објасни што Исус направил за нив, но тие толку им биле нивната интелигенција, не можеле да разберат што значи вечен живот, како Исус не спасува од гревот и смртната казна. Но еднаш во тоа племе, значи, се појавила епидемија, болест, а мисионерот бил сигурен дека постои лек, а подолу од реката постоела мисионерска станица, еден вид болница каде што може да отидат и да побарат лек. Но луѓето од племето им Тој на луѓето од племето им рекол: се што треба да направите е да ја препливате реката и подолу има куќа, мисионерска станица, таа ќе ви помогне, односно има лекари внатре кои може да ви помогнат. Тамо се наоѓа болница. Јас ќе ви упатам, биете слободни. По главицата дошол со остри зборови, му одговорил: реката е опасна, во неа живеат зли духови кои ќе не удават. Затоа ние не го прифаќаме твојот предлог, нема да одиме во болницата. Мисионерот бил разочаран, но сепак бил одлучен да им помогне. Тој им објаснил дека нема потреба од страв, дека во реката нема ништо. И знаете што направил? Тој ги повикал и рекол: дојдете близу до брегот. Тој слегнал долу до брегот, односно ја ставил раката во водата, го измил своето лице и рекол: гледате, се е во ред. Водата не е штетна, не е опасна за живот. Индијанците не се ни подмрднале. Тогаш мисионерот сватил во што е проблемот. Тој самиот скокнал, еве го, скокнал сам во реката. Ја препливал на другата страна и рекол: гледате, ништо не ми е, јас сум жив и здрав. Стасав на другата страна. Дојдете. И тогаш на знак на поглавицата
Сите скокнале во водата, ја препливале и стигнале во болницата и таму сите оздравеле. Нешто слично, почитувани, прави Исус Христос. Тој е оној кој е победил смртта и силата на смртта што има над нас. Тој е оној кој носи вечен живот, како овој човек што им имал намера да им помогне, но пречката бил по главицата. Тој имал влијание на нив, на останатите своји луѓе и тие го слушале. Денеска ние кого ќе слушаме? По главицата наречен ѓавол или ќе го слушаме човекот кој ни нуди спасение, Богот човекот Исус Христос, кој дошол на оваа земја и го дал својот живот. Библијата вели кога Исус бил раснат, поред него раснале уште двајца луѓе. Значи, еве ги тие двајца, од левата и од десната страна. Потикнати од настанот, едниот проговорил: Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. А тој му рече, Исус му одговара: навистина ти велам денес, ќе бидеш со мене во рајот. Наистина, каква необична молитва. Необична молитва. Само го делат уште неколку часови од смртта. Двајцата злосторници меѓу себе почнале да се расправаат, да се караат. И едниот вели: ние заслуживме својата казна, но овој човек помеѓу нас, тој е невин. А потоа тој што го бранел Христа, така условно кажано, му се моли на Исусе, вели: Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. А Исус веднаш му одговара. А тој му рече: навистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Исус во овој миг, почитувани, му ветил, не дека зашто има некои велат, ете, веднаш човекот после смрт отишол во рај. Не е точно. Овој човек знаете каде отишол? Во гроб. И овој отишол во гроб. И Исус отишол во гроб. Но Исус воскреснал после 3 дена. А тој се уште е во гроб. И тој. Но Исус му ветува денес: ќе бидеш со мене тогаш, кога по втор пат ќе дојдам и ќе ги воскреснам сите луѓе кои со вера заспале и ќе ве земам да бидете таму каде што сум јас. Наистина, дали ние вечера сме подготвени да му се молиме на Исуса и да кажеме: Исусе, спомни си и за мене. Зашто сме притиснати од искушенија, од неволи, од болести, од грев и од смрт. И денес ако побараме ние прошка, Божјото срце не е така тврдо. Божјото срце е меко, отворено. Пише во една книга по Еремија во Библијата, вели дека Бог не сака, знаете со каква љубов? Со вечна љубов. Љубов која нема граници. Ако денеска побараме прошка, Бог ќе ни вети и ќе добиеме вечен живот. Одиме понатаму и читаме текст од книгата на пророк Исаија. Гледате символично овие раце. На дланките Исус не изрежал. Еве те врезав во своите дланки. Наистина, Исус не вели дека на левата рака ги пишувам гревовите на грешните, а на десната ги пишувам добрите дела на добрите. Не. Такво нешто нема да најдеме. Исус не прави разлика помеѓу тебе и мене. Дали си црн, бел, жолт, кафеав. Тој е спасител на сите луѓе. Знаете, постојат некои цркви надпис: за оваа категорија на луѓе нема влез. Тоа е дискриминација. Ние не смееме Христа да го присвоиме само за својата нација. Знаете, во почетокот немало нации. Ние во првите предавања се сеќавате кога зборувавме за создавањето, кој беше во почетокот? Кои луѓе беа? Адам и Ева. После кој се родија? Каин и Авел. Едниот умира, потоа Господ му дава сит. И други деца Адам имал. Читајте во првите глави во Библијата. Меѓутоа, до потопот луѓето се израсипале и Бог морал да ја измие, сеќавате, рековме, да ја измие земјата. Од Ное, втората генерација, односно од Сим, Хам и Јафет. И денеска ние водиме потекло токму таа генерација. За Бога не постојат раси и класи. Јазиците се сменети после Вавилонската кула. Читајте во 6-7 глава од првата книга на Мојсија, таму се јазиците сменети. Подоцна настанале граници, иако тие меѓу себе биле браќа, братучеде, овци и така натаму. Но да не се карат за имотот, за пасиштата, поставиле жици, поставиле огради, за стоката да не им се меши. Така, на жалост, како генерациите доаѓале, станувале граници, јазично се организирале, станувале групи и еве денеска
Ja не знам уште колку има јазици, дијалекти, зашто нон-стоп се тие зголемуваат. Но Исус вели, те врезав во своите дланки. Не се Исус изненадил кога сме се ние родели почитувани. Тој не познава сите нас. Тој не прави разлика. Тој точно знае како ние изгледаме. Тој ни ги организирал нашите гени, нашите очи, дали ќе бидат плави, жолти, кафеави. Кој му дозволил денеска на човекот да се дрзне по пат на медицината и да го менува полот? Кој се дрзнал? Грешниот човек. Кога Бог одредува полот, уште кога ќе се зачне детето. А денеска човекот си изел за право да ги менува половите, што хула врши директно на Господа. Господ ја организирал твојата боја на косата, на очите. Тој точно знае што очекува од нас, бидејќи тој не имал во својот план. Кога не врежал во своите дланки, ја врежал и нашата личност, нашата појава, нашите особини. Точно знае кои сме ние, знае каде одиме и што работиме. Тој точно знае што ни е потребно и ги знае нашите желби и нашите потреби. Постои една песна која со наслов на Голготскиот крст. На Голгота е крст, го гледам сега јас, символ на страдањето поради мојот грев. Јас го сакам тој знак, бидејќи ме подсетува на тој ден кога Бог ме откупил мене. И сега тука е рефренот. Крстот свој го носам сега радосно јас, за на крајот за круна да го дадам. Наистина прекрасни описни зборови кои го пишуваат действието, настанот кој се случил во минатото, но и пораката што Христос не ја упатува од Голготскиот крст. Еден познат англиски сликар, Вилијам Холман, 1870 година одлучил да отпатува во Израел. Секој има желба еден ден да отиде во Израел, таа е убава желба и намера. Го посетил Израел, но на крајот одлучил да помине 3 години, знаете каде? Во Назарет. Пошто е познат Назарет? Кој одрасна таму? Кој порасна таму? Исус порасна во Назарет. И му било интересно да го гледа излегувањето, заоѓањето на сонцето, да ги гледа луѓето како работат, да ги научи обичаите на луѓето во Назарет. И затоа останал 3 години. После 3 години насликал уметничко дело со наслов Сенка на смртта. Ево е сликата, може да ја видите, значи ова е негова слика. На сликата се гледа како на крајот на денот Исус се протегнува. Знаете, кога работиме, што правиме на крајот? Ги шириме раците да се малце протегнеме. Еве, таа слика ја нацртал како ја замислил овој господин Вилијам Холман. Но жената која се гледа на сликата веројатно е Марија. Гледате, овде има една жена. Исовата мајка, која него гледа Исуса, бидејќи е свртена со грб кон него, но човекот сакал да ја представи таа гледка во самата слика. Марија нешто препознава во таа сенка. Во сенката се гледа греда на која се обесени столарски алати. Тоа го ви гледате овде некаде позади. Но изгледа како водоравна греда на крст. Гледа зраци на сонце, кое заоѓа сонцето и кои паѓаат на Христовото тело, како да е распнат на крст. Знаете, кога човек ги раши раците и се протегне, што создава? Каква слика? Крст. Создава крст. Исус свесно го прифатил раснувањето на крст поради тебе и мене. Тоа не било некоја калкулација, па што ќе испадне. Не, Христос свесно, уште горе во вечноста, планот бил направен, стокмен за нашата земја. Во случај ако човекот погреши, ќе се активира тој план и Христос ќе дојде да го жртвува својот живот за тебе и за мене. Наистина, каква гледка, каква слика. Исус веќе е погребен, а на брдото на Голгота се уште можеме да ги видиме тие 3 крста. Исус е таму на Голгота. 3 крста. Еве, малце поблиску тој дел левиот што го гледавме, еве таа слика. Значи Исус се протега и всушност тој формира крст. Тој го најавил своето раснување. Иако мајката Марија, уште кога Исус беше посветен во храмот, што му кажа пророкот? Што ќе прободе на незиното срце? Нож, меч.
Всушност не буквален меч, туку смртта на Христа ќе биде за секоја мајка и денес ако тоа се случи како нож во срцето. Наистина, Исус Христос го дал својот живот. На таа греда хоризонтална, таму кај што биле раците течело крв. Овде од ребрата, војникот го пробол Христовото тело и потечела вода помешана со крв. Наистина, ево уште една слика, односно, тоа се тие трите крста. Исус го дал својот живот. Со својата смрт тој спасува други, а себе не се спасе. Наистина, во тоа време, кога Христос рекол свршено е на Голгота, доле во храмот, во најголемата еврејска црква, еве што се случило. И ете, завесата во храмот се расцепи надве. Почитувани, таа завеса го одвојувала едното одделение од другото, наречено светилиште и светиње на светињите. Во вториот дел влеголо само првосвештеникот еднаш во годината. Напред во првото одделение влеголо секој ден свештеникот. И тука имало разни ритуали, имало маса со 12 лебови, имало тој седмокраки свечник и така натаму. Тоа се чистело, одржавало, символ дека Бог се грижи со лебовите да ги храни, а таа светлост на тој седмокраки свечник, значи слава, светлост, Бог ги водел чекор по чекор. Нова завеса, сега со Христовата смрт се раздвоила и то од згора па надолу. Лесно е од доле па нагоре, но од згора без човечка рака. Завесата била линија на раздвојување помеѓу светиот Бог и грешните луѓе. Сега веќе нема раздвојување. Сега можеме директно да комуницираме со Бога. Не ни се потребни денеска свештеници за комуникација. Не ни се потребни денеска никакви препораки, пророци и така натаму. Директно клекни, седни или стои, наведни ја главата, крсти ги рацете и упати молитва. И нашата комуникација е веќе воспоставена. Во секое време не ни се потребни посредници. И затоа овде вели, плата за гревот е исплатена. Платата е исплатена. Гревот е веќе ослободен. Овој грев денеска што постои, може да се откупи ако ние се покаеме во Христа. Наистина, кога Исус умрел, знаете што се случило уште на брдото Голгота? Земјотрес. Еве го текстот. И земјата се стресе, и карпите се распукаа, а гробовите се отворија. Дали верувате во ова? Гробовите се отворили. Не сите, одреден број на луѓе воскреснале, станале со Исусовата смрт. Меѓутоа, кога Исус воскреснал, ги повел овие луѓе со себе. Што се случило? Значи, во часот на Христовата на смрт на Голгота, карпите се кршаат, гробовите се отварат. Навистина Бог е сесилен. Гробот на Исус денеска почитувани е празен. Ако одите во Мека, а одат многу луѓе да се поклонат таму пред нивниот водач, ние христијаните нема каде да одиме да се клањаме, зашто нашиот водач е горе. Наше е само да се молиме било каде, зашто Христос е присутен со својот дух и овде, и дома, и на улица, и на твоето работно место. Гробот на вистина денес е празен. Ако го посетите денеска гробот на Исуса Христа, таму пишува, тој не е овде, бидејќи, што? Воскресна. Ако имате можност, навистина, да го посетиме гробот на Исуса Христа, нема да бидеме равнодушни секако, зашто тој гроб упатува порака дека постои живот. Во тој гроб сигурно ќе ви паднат на памет зборовите на она духовна црнечка песна што ја спомнавме на почетокот. Дали си го видел Исуса воскреснатиот? О, го видов, срцето ми се тресе. Денеска сите ние, како христијани, почитувани, го очекуваме Исуса Христа. Тој ќе дојде. Може би некој вела тоа е приказка за мали деца. Но јас ви велам, подобро да веруваме, нема ништо да изгубиме, но уште повеќе ќе добиеме. Наистина, празен гроб. Еве што читаме во Библијата. Тогаш ангелот проговори и им рече на жените: вие не бојте се, зашто знам дека го барате распнатиот Исус. Го нема тука, зашто воскресна, како што рече. Дојдете и видете го местото каде што лежеше. Исус им вели на оние кои веруваат во неговите зборови дека нема да пропаднат, нема да умрат вечно. Да, истото тоа ни го порачува и вечерва Исус Христос. Се случува секојдневно смрт и ние ги губиме нашите мили и драги,
Но Библијата вели дека ова смрт е со временски карактер. Еден ден ќе дојде крајот. Но постои втора смрт. Втора смрт од која нема будење, таа вечна. И затоа првата смрт Библијата ја нарекува сон. Исус е жив, почитувани. Тој, иако беше затворен со овој камен, и римската власт поставила истражари војници, но кога дошол ангел Гаврило, не постоеле војска или гарда која можела да го спречи Исусовото воскресение. И кога жените дошле по својот обичај да донесат мириси и да го посетат, го виделе каменот тргнат и малку се возбудиле. А тука од нивната страна, од десната страна се појавил ангел во облик на човек и им вели: жени, што го барате живиот меѓу мртвите? Но сега Христос воскресна, Павле вели, од мртвите, како првенец на оние кои умреле. Затоа се вели, издигајќи се на височина, поведе робје, им даде дарови на луѓето. Навистина, Исус, почитувани, воскресна. Тој со себе понел луѓе. Кои се тие луѓе? Во претходниот текст што читавме, кои воскреснале, таа група што воскреснале, Исус како првенци ги повел горе од мртвите христијани кои починале со вера. Значи, Исус Христос денеска е горе на небото. Овие луѓе го представуваат тебе и мене, човештвото, дека еден ден и ние, односно нашите мили драги кои се починати, ќе воскреснат и повторно ќе бидат заедно. И што се случило? Марија, една Исусова пријателка, кај што Исус често пати одел во домот на Лазара, тие биле пријатели. Исус и вели: Марија, не допирај ме, бидејќи се уште не сум бил кај својот Отец и својот Бог. Јас имам задача што треба да ја завршам. Исус рекол: сакам да ги одведам кај мојот татко овие луѓе кои ги спасив и кои ги воскреснав, кои ќе бидат доказ дека мојата жртва вредела на Голготскиот крст. И навистина текстот вели: а гробовите се отворија и воскресна многу тела на упокоени свети. И излега од гробовите по неговото воскресение, влега во светиот град и се јавија на мнозина. Замислете сега, да дојде некој ваш покоен, да се поздрави со вас и да каже: еве татко, еве мајко, јас сум тука. Тој доказ на жртвата Христова. Се виделе, се испоздравиле и заминале на небото. Се вознале. Тие се горе. Тие се во рајот, но не нашите мили драги сега кога умираат. Не оди нивната душа во рај, нити во пекол. Тие одат во мирен сон и чекат промена. Човекот е целокупен кога има дух, душа и тело. Тоа ние го носиме како живи суштества. Но кога нашиот живот ќе исчезне, ние одиме во непостоење. Адам никогаш не постоел пред него што го Бог направил од земја и му дувнал во носалките животен дух и човекот станал жива душа. Еве ние сме таа жива душа, добиена од нашите родители, и тоа се пренесува од генерација до генерација. Вистина, почитувани, сите ние се минуваме, сите ние старееме. Кога наутро ќе се погледаме на огледало, стално се доторуваме: леј, денес сум најдобар. Секогаш сме најдобри, на крајот устаруваме, времето минува. Ако Христос не дојде наскоро, навистина сите ќе остарееме. Но кога човекот ќе проживе половина од својот живот, знае дека неговата слика во гледалото од ден на ден ќе се менува и ќе биде полоша. Но тоа не треба да не обесхрабрува. Зошто? Павле ни е кажува вечерва радосната вест. Дали сме млади, постари или најстари, нема врска. Еве ја тајната. Не ќе умреме сите, но сите ќе се измениме во еден миг, во миг на окото, при гласност на последната труба. Имено трубата ќе затруби, мртвите ќе воскресат нераспадливи, а ние ќе се измениме. Интересно, Павле се ставил во групата на живите, бидејќи тој бил жив кога тоа го пишувал. Павле вели: ние ќе се измениме во миг на око. Павле немал друга изјава или споредба, сакајќи да го прикаже мигот на воскресение, и тој мисли дека кога ќе се затвори окото, тој е најбрзо. Денес имаме штоперици, се мери времето на друг модерен начин. Значи, она што е најкратко, тоа ќе се случи. Ќе се измениме ние во тело, во младоста. Ќе се измениме во бесмртно тело. А покојните во Христа, вели Библијата, ќе воскреснат најнапред. И потоа ние живите, Павле вели, ќе бидеме земени на облаците. Почитувани,
второто Христо доаѓање ќе го дочекаме живи. За една група. Или ќе бидеме погребани на градските гробишта. Тоа всушност целта не аменува. Немој да се плашиме. Кој е во Христа, вели Библијата, тој ново создание. Сите ќе се промениме, ќе се преобразиме, бидејќи Бог сака да не врати во првобитната состојба, во која човекот бил во Едемската градина, читавме пред некоја вечер. Убави, млади, но гревот е тој кој денеска не притиска да старееме, да боледуваме, да се нервираме, да бидеме под стрес и на крајот да умреме. Но размислувајте за она големо фамилиарно соединување, кога повторно ќе ги прегрнеме нашите мили и драги, нашите родители, нашите деца и сите ние кои сме ги изгубили нашите мили и драги. Тогаш Павле, еве што вели. Павле вели овде дека ќе се измениме нераспадливи. Да, тешка е смртта. Кога некој од нас ќе добие телеграма дека некој наш мил и драг заспал или починал, или комшија или пријател од градот или од селото, наистина тоа е тажна вест. Сигурно сте слушнале за пустинската бура. 1991 година се случи на заливска војна. Сеќавате? Не е така одамна. Таа војна беше судили помеѓу Ирак и силите од 30 држави предводени од Соединетите Американски држави. Таа војна е позната уште и под името Пустинска бура. Воведот на војната беше инвазијата на Ирак на Кувајт на 2 август 1990 година. Поради наводно нелегално црпење на нафта од изворите на ирачките извори близо до границата на Кувајт. Ете, нашле причина да завојуват. И навистина тука биле 30 држави од Европа и Америка предводени со цел да се спречи, но понекогаш знаеме и тие што сакат која цел имат. Според ова операција, Пустинската бура била опасна. Многу војници од Америка биле мобилизирани и испратени на Блискиот Исток. А во Америка една мајка, чии дете било таму во таа заливска војна, тажела, размислувала како е нејзиниот син. Еден ден телефонот задзвонил во нејзиниот стан. Се јавил висок човек, одликован чиновник на американската војска. Господјо, дали сте вие таа и таа? Да, јас сум. Господјо, жал ми е што морам да ви соопштам една тажна вест. Вашиот син херојски загина во операцијата на Пустинската бура. Примете го моето искрено сочувство. Војската на Соединетите Американски држави ќе ги сноси трошоците за погребот и тој ќе биде погребан со најголеми војни почести. Ова мајка преживела шок, како и секоја друга мајка, кога би слушнала таква вест за незиното дете. Замислете како му е тешко на родителот кога таа ќе го гледа своето дете и синот или ќерката ќе умре пред него. Тоа се тешки трауми за родителите. После 3 дена истиот тој телефон повторно задзвонил. Кога жената се јавила, го слушнала гласот: "Мајко, жив сум!" Замислите, пред 3 дена добива вест дека синот е покоен. Предпоставените, продолжил синот, направиле грешка и ти јавиле дека сум загинал. Всушност загинал мојот пријател, а не јас. Јас сум жив. Веќе денеска ќе се качам на првиот авион и ќе се видиме, мамо. Ова мајка подоцна еве што изјавила. Замислете што доживеав. Губење, жалост, болка како само една мајка може да почувствува. Почувствува дека мојот живот повеќе нема смисла. Мислев дека е на се крај. Кога само после 3 дена ми се јави синот, прво помислив дека некој си игра со мене мајтап. Помислив дека е тоа само една голема шала. Но тогаш сватив дека навистина синот ми е жив. И тогаш разбрав колку му било тешко на Бога, што после 3-тиот ден во недела Христос воскреснал. Навистина, почитувани, драги мои пријатели, Христос е жив. Тоа го потврдуваат милиони страници напишани мимо Библијата, а и самата Библија тоа го потврдува. И денеска на сите тој Исус ни е многу поблизу,
Од тој настан се поминале 2000 години. Христос е пред вратата, само што не дошол. А кога ќе дојде, никој не го знае, ниту Библијата ни да открива. Но Исуса го интересира твоето срце и моето. Дали е подготвено тоа срце за прием на Христа, за прием на Бога? Еве што ни порачува вечерва Исус Христос. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Христос се надева дека се уште ќе го слушнеме ние неговото чукање. Иако нашите уши духовни понекогаш се оттапени од проблеми, од болести, од стресови, од грев. Но вечерва Христос ти нуди лек да ги отвори твоите уши, односно твоето срце и да тој влезе внатре. Погледнете ова фотографија. Нема овде брава, рачка на бравата. Нема квака. Кваката од каде? Рачката. Однатре. Јас и ти треба да отвориме за тој Исус да влезе кај нас. Професорите кои предават херменаутика, а тоа е наука за правилно тумачење на Светото писмо, зборуваат дека во Блискиот Исток, во местото каде што Исус одраснал и пораснал, мора да ги разбереме историските околности на Стариот Завет, ако сакаме да ја разбереме Библијата. И затоа ние често пати велиме зарем е можно. Да, таму се такви обичаи и тоа е преточено во животот на Исуса Христа. И затоа добро да ги знаеме и тие работи. Например, просечна фамилиарна куќа во Израел имала само една врата или два прозора. Куќите биле згоро равни озгора. Немале кров како нашите овде во Европа. Во задниот дел на куќата биле сместени животните. Значи, таму се чувале животните, а членовите на семејството спиеле на другиот или во другиот дел од куќата, збиени едни поред други, како што би рекле сардина во конзерва. Нам денеска можеби тоа е тешко ни да го разбереме, како се чувствувале старите израелци кога некој ќе почука на нивната врата. Денеска кај нас звоно има, па некои камери поставуваат, па видеокамери, па се наблюдуваат кој стои пред врата. Меѓутоа, замислете ги тие израелци кога некој ќе почука на нивната врата. Требало да поминат еден преку друг. Преку животните тука биле. Става било, значи, сиромашни живееле под овие услови. И вистина, еве што пишува во Библијата. Одиме на следниот текст, односно на следната мисла. Ова слика ви е позната. Чија е ова слика? На Обединетите нации. Ова слика е токму направена со цел да ни покаже Исус и таму тропа. Исус и таму чука. Чука со љубов и на вратите на нашите срца. Дали знаете дека таа зграда е потполно климатизирана и дека нема ниту еден прозор за отварање? Зошто погледнете каква е висина. И не може да се отвори. Но гледате Исус колко е упорен. Тој понатаму чука на вратата на Обединетите нации да донесе мир. А дали Обединетите нации носат мир? Не би се сложил целосно. Тие покушаваат, но не зависи само од нив мирот, туку од некои други сили. Но Исус тропа, Исус чука на вратите на сите народи, племиња, генерации и луѓе. Со љубов чука на прозорците на нашите чувства, со својата мудрост чука на нашиот ум, со својата сила чука на прозорецот на нашата совест, со своите ветувања чука на вратата на нашата надеж. Како прекрасен пријател имаме ние, спасител на сите луѓе. Како ние вечерва ќе одговориме, почитувани? Како ќе одговориме на понудата на вечниот живот? Постојат две можности, ништо повеќе. Нема трета, ќе размислам, или трета опција, што би се рекло. Не. Или ќе отвориме, или ќе го одбиеме. Зависи, значи, од нас. Но прашање вечерва вакво големо. До кога Исус ќе чука? Што мислите, вечно? Па ние рековме старееме. Еве, се гледаме. Со некој се познаваме подолго, пред 10-15. Некој вели ти побелела косата. Па нормално, старееме. Тоа е знак на старост, така? Сите ние старееме. Меѓутоа, до кога вратата на нашето срце ќе биде, почитувани, затворена? Со неколку брави. Знаете, луѓе да се заштитат стават неколку брави. Но таа врата има квака само
odnatre. Ti si тој со твојата слободна волја. Важен фактор. Дали ќе отвориш или не. Христос со мало движење, со малиот прст може да ја скрши веднаш и да влезе. Но тоа не е негова цел. Тој тоа не го прави. Тој чека доброволно ние тоа да го направиме. Исус трпливо ќе чука, додека не му отвориме. Но од нас зависи. Исус со исчекување чека на нас, се додека дефинитивно не ја заклучиме пред Него. И ако тоа го сториме, тој ќе се повлече. Но тој ќе чука додека сме живи, додека срцето ни чука, додека очите ни се отворени, тој нема да не остави. Тој до крајот ќе биде со нас. Наистина, превршуваме и со ова вечерашно предавање. Крајот еден пример. Професор по веронаука во едно училиште ги повикал своите ученици на завршно предавање. Знаете, тоа го прават учителите, завршно предавање. Учениците сакале да доаѓат на неговите предавања, тој предавал веронаука, бидејќи во 21 век Библијата, знаете, не е баш така популарна кај сите. Зато професорот одлучил на крајот од нивното дружење да им ја представи главната поента на Евангелијата. А со овој пример верувам дека и ние вечерва тоа ќе го разбереме. Пред да го одржи часот, во одделението го повикал најдобриот фудбалер во класот. Значи најдоброто момче кое било во тековната година. Пред да го одржи часот, го повикал тоа момче и се нашол во просторијата. Тој бил добар фудбалер, добар ученик, но и добар христијанин. Го запрашал: сине, кога во фудбалот ќе го промашиш голот, што следи како казна? Професорот го прашува момчето. А ученикот рекол: професоре, тогаш треба да направам 10 склекови. Колку склекови можеш да направиш? Повторно го прашал професорот. Па 200. А како тренинг секоја вечер дома правам 200 склекови. А дали можеш да направиш, сине, 300 склекови? Го запрашал професорот. Се уште не сум пробал, но најверојатно би можел. Подготви се за следниот час. И на следниот час повторно дошле сите ученици и ова момче. Професорот на масата ставил една кифла. Гледате кифлата. Голема кифла, полна со крем, кој не само една, цела кутија имало кифли, но на масата ставил една како визуелно да децата гледаат кифлата. Потоа им рекол: дами и господа, денеска ќе ја демонстрираме суштината на Евангелието. Го повикал најдобриот фудбалер и му рекол: сине, дали ќе направиш? Односно први прашал кој сака кифла и се јавило првото дете од првата редица. Сакам, професоре. И потоа се свртил кон фудбалерот и му рекол: ајде, сине, направи 10 склекови за твој другар. И момчето за час направил 10 склекови и му рекол: повели учителот, земја кифлата, твоја е. И така, еден по еден, сите кревале рака, а момчето правило скоро 150 склекови. Значи, многу деца дошле и зеле кифла благодарение на кого? На склековите што ги правило момчето за нив. И така, примерот вели дека дошол 22-иот ученик во класот. Тој одбил крофната, бидејќи знаел дека со тоа ќе го оптерети својот другар да прави склекови, а детето веќе било испотено, зашто правило многу склекови за своите другарчиња. Професорот рекол: сине, направи уште 10 склекови, за да можам да ја ставам ова кифла пред твојот другар. Или крофна. Фудбалерот направи уште 10 склекови. Кога дошол на ред 31-иот ученик, некој ја отворил вратата, а сите во класот станале и рекле: немој да влегуваш, ќе биде само уште полош, зашто и за него треба се прават уште склекови за да добие крофна. Но посетителот рекол: јас сакам кифла. Момчето морало да прави склекови и за оној кој влегол. Фудбалерот направил вкупно 350 склекови, но најпосле не можел
да се подигне од подот. А професорот со една реченица им го запечатил, им ја запечатил по раката во срцата на овие млади деца. Гледате, драги ученици, ова е всушност Евангелието. Христос умрел за сите нас, без разлика дали го прифаќаме или не. Кровната е на масата, почитувани пријатели, браќа и сестри христијани. Кровната, она духовна кровна, е на нашата духовна маса. Ти одлучуваш дали ќе ја одбиеш или ќе ја земеш. Тој со својот живот направил се. Како ова момче што направило се да децата ја добијат кровната. Исус направил се од своја страна да не спаси тебе и мене. Но дали ќе ја прифатиме или ќе ја одбиеме, ние ќе одговараме еден ден. Бог нема да биде одговорен. Туку ние еден ден ќе се каеме и ќе кажеме зошто не ја прифатив таа Божја понуда, тој Божи дар. Но зато вечерва апелирам на сите нас да размислиме кога ќе се вратиме дома и кога ќе клекнеме пред својот кревет да кажеме Исусе, дојди во моето срце, дојди во мојот живот, ти биди мој водич, мој спасител. Знам, не бев добар, сум правил работи и сум заборавил многу, но Исус ќе те подсети и ќе ти каже, добро сине, од денеска си чист, од денеска си праведен, од денеска ќе бидеш мој ученик. Ти ветувам, тој ден, оној ден, ќе бидеш во моето царство. Нека Господ сите нас не благослови. Амин. Ќе се помолиме на крајот. Драги Боже, ти благодариме од срце што и вечерва бевме заедно, што можевме да размислуваме за најубавата тема од Библијата, за милоста, љубовта и спасението кое зрачи од Христа. Тој го положил својот живот на Голгота и на тој начин го победил сатаната, таа стара змија, која не куша сите и не мами. Ти благодариме, Господе, што таа духовна кров не на масата и ти ни порачуваш, дојдете, земете ја, зашто некој умрел за вас, некој платил цена. И ние вечерва сакаме да посегнеме по тој вечен живот. Но помогни ни, ако се уште се двумеме, ако се уште не притиска минатото, да сватиме дека ти си со нас и подготвен да ни простиш и да не водиш од ден во ден, чекор по чекор, до оној славен ден кој ќе дојдеш на облаците, каде што ќе бидеме во една група на спасените и ќе кажеме, еве го нашиот Господ кога го чекавме. Ова е наша молитва и те молим, услиши во Христово име. Амин.